редовна рубрика Мој психолог секој вторник со тема која што го заслужува нашето внимание и причина повеќе да ја отвориме во денешната емисија. На ист начин како што физичките болести имаат негативно влијание врз расположението, предизвикувајќи страф и вознемиреност, се уште има многу проблеми, психолошки нарушувања кои што имаат тенденција да предизвикаат физички симптоми. Зошто не треба да ја подценуваме врската помеѓу физичкото и психолошкото здравје? Анализираме ова утро со психологот Деспина Стојановска. Деспина, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Ајде на самиот почеток да појасниме зашто станува збор, зашто ќе говориме ова утро. Сите се плашиме од помислата да сме болни, затоа што генерално сме потиштени, во целост сме препуштени на милост и немилост на нашите тела, кога чувствуваме симптоми дополнително и на волјата на лекарите и тоа што тие ќе го припишат. Но што кога се чувствуваме болни, а лекарите велат дека сме комплетно здрави, па и по низа направени здравствени прегледи и испитувања, ние повторно сме здрави, а не се чувствуваме така. Токму така, Кристина, многу често овој случај со клиентите кои бараат поддршка, односно бараат советување со стручно лице, со психолог или со психијатар, и најчесто после низа на прегледи направени интернистички или во одделни специјализантски ординации на лекарите, на крај нели се посоветувани од некој од лекарите да посетат психолог или психијатар, бидејќи органски причинител за болката која што ја чувствуваат не може да се најде. Именно нема податоци, ниту лабораториски, ниту на разни рентгенски и ехо прегледи, дека нешто навистина се случува со делот или со органот за кој што пациентот се жали. Во тој случај, минувајќи ги сите тие специјалистички амбуланти, откако ќе дојдат на психолог или на психијатар, веќе почнуваме да се бавиме со нешто што е најверојатно причинител на таа соматска болка, односно на таа органска болка, и почнуваме да го бараме низиниот корен. Навлегуваме, односно истражуваме на нас, за да видиме како живее клиентот, што се случува, колку е стресот присутен и така натаму и така натаму. Во прилог на тоа зашто се одлучивме денес кога зборуваме за психосоматските болести, ние една анализа направена во Соединетите Американски држави. Светската здравствена организација ја спроведува во 15 различни градови, чија цел е да утврди колку матичните лекари се соочуваат со психосоматски симптоми кај нивните пациенти, и конечните резултати покажуваат дека 20% од пациентите покажале најмалку 6 медицински необјасневи симптоми. 20% е голем процент за да се игнорира темава. Токму така, тоа е сериозна бројка. Имено нас психосоматските болести не ни се непознати. Ние се соочуваме со истите уште од раното детство. Како пример само ќе ви дадам што е психосоматика. Поради тестот по математика, детето чувствува тегоби во стомачето, има диареја, не може да оди на училиште, навистина има болка, чувствува болка. И многу често родителите ќе кажат изводи, бидејќи има тест, не се подготвило доволно добро, меѓутоа без разлика на стравот од тестот, тоа го сметаме како една друга категорија која што е причинител за телесната болка. Навистина постои болка во стомачето, навистина таа диареја постои кај детето и не смее да се игнорира. Или уште поназад ако се движиме, уште од деновите кога дечињата тргнуваат во градинка, се јавува кај голем број дечиња сепарациона анксиозност, ја викаме ние, односно тоа е вознемиреност поради разделба со родителите, нели најчесто, или со оние баби и дедовци кои што се грижат за детето пред да тргне во градинка. И таквата сепарациона анксиозност ќе направи една вознемиреност кај детето, ќе делува на имуниот систем на самото детенце, и со така намален имунитет детето ќе биде многу повеќе полесно подложно на вируси, бактерии, и многу полесно ќе се зарази. Меѓутоа и да не постои инфективниот фактор за да детето се разболи, сепак тоа може да чувствува главоболки, може да чувствува потешкоти или силно забрзано чукање на срцето или тахикардија, може да чувствува различни симптоми кои што ние нели ќе речеме само ајде дете тргнува во градинка и поради тоа е сето ова. Ако е детето ајде дете,
Што е кај возрастните? Бараат ли тие само внимание? Бидејќи ние често први диагностичари сме дома и кога ќе се сподели, ние нели веднаш даваме диагноза, па една од тие диагнози е бара внимание. Па може и да е нели потрага по внимание, меѓутоа кога вниманието долго време не го добиваме, кога сме изложени на пролонгиран стрес кој што континуирано се случува или трае во нашиот живот, тогаш веќе и да е барање внимание, сепак можно е да постои болест или сериозно органско заболување. Велите сами си даваме диагнози, тоа е исклучително осетлива тема, затоа што и кај мене кога ќе дојдат клиенти, кога ќе кажат јас имам сериозни болки во овој дел на стомакот или имам тахикардија или имам висок притисок, и ми рекоа да посетам психолог, секако дека прво прашувам дали се поминати специјалистичките ординации за да се прегледа дали постои некое органско заболување кое што може да е причинител. Доколку ги исклучиме таквите фактори, тогаш се насочуваме на нешто што се вика ментално здравје, начин на живење, на функционирање, задоволство од себе, од своите потенцијали, од своите реализирани амбиции во животот, споделување, интровертност, екстровертност и така натаму, нели се она што психологијата, психотерапијата и психијатријата го обработува. Во еден сегмент од разговорот споминавте колку дневните навики, начинот на функционирање и делување влијае на психосоматските болести? Па влијаат многу, имено нашиот живот е составен од денови кои што ние ги структурираме онака како што сметаме дека нели најубаво би ги поминале, но многу често се соочуваме со периоди во кои имаме впечаток само да помине ова, да го завршам уште ова, па потоа ќе одморам, уште ова да уште ваму да постигнам, уште ова да реализирам и тогаш ќе застанам малку и ќе одморам. Меѓутоа, нашето тело не ги прима и нашето душевно функционирање не ги прима баш така едноставно тие задачи кои што си ги даваме преку или повеќе од нашите можности. И затоа некаде ќе почнеме да чувствуваме притисок. Оно што прво се јавува кај луѓето е една општа вознемиреност, чувство на разочараност или незадоволство од сопствените постигнувања, и тоа е на секојдневно ниво. Ние ако го трчаме секој ден, веќе после третиот или четвртиот ден, нешто ќе не опомене дека не правиме доволно за себе. Дали ќе биде главоболка, мигренозните болки се сериозни психосоматски болести, значи се третираат во психотераписките студија и кај психијатрите. Значи ќе почне главоболка, потоа ќе почне желудникот да не притиска, ќе почнат некои дигестивни потешкоти да се јавуваат. И едноставно успорувањето, сега ова малку и символички го зборувам, успорувањето ќе мораме да го направиме затоа што веќе телесната болка не можеме да ја одложиме. Нели заморот можеби и можеме да го прескокнеме и да го занемариме во тој момент, да издржиме. Меѓутоа веќе телесната болка, физичката болка е нешто што ќе не оспособи да тргнеме понатаму и тогаш велиме сега сериозно добивме порака дека треба да се малку застане, да се одмори. Велите кога разговарам често со клиентите за да се препознае дали станува збор за психосоматски проблем, ги прашувате дали биле на лекар, дали ги направиле сите испитувања. Сега ние отвараме оваа тема со цел да ги едуцираме граѓаните и тие да препознаат и нивните домашни да препознаат. Кои се оние симптоми кои што не треба да се игнорираат? Бидејќи кога ќе се дојде на психолог, веќе сте свесен дека ви треба поддршка. Но многумина и не стигнуваат до психолог, бидејќи не се свесни за што точно станува збор. Именно тоа е и причина зашто оваа тема ја зборуваме, за да малку се подигне свесноста кај луѓето, бидејќи немаат верба дека е можно поради некои психички потешкоти да чувствуваат телесна болка. Иако нели ќе бидат препратени кај психолог или кај психијатар од страна на медицинско лице, меѓутоа и да дојдат прво на психолог, да речеме вртоглавиците се многу честа појава кај анксиозноста, кај оние лица кои што се постојано под некаква вознемиреност и имаат цели кои што треба да ги остварат постојано и се во брзање. Анксиозноста е присутна, таа
многу често знае да направи вртоглавица. Таквите вртоглавици се неподносливи за луѓето кои што се во една полна функционалност и на работа и дома и во социјалниот круг и така натаму. И нормално дека невролошките испитувања ќе треба да бидат направени. Ако дојде првенствено кај психолог, психологот ќе истражува како живее клиентот и колку е целиот тој стрес возможно да биде причина за едно вакво, дали анксиозно расстройство, дали е нешто друго во позадина, меѓутоа да биде причинител вртоглавицата или да биде психосоматска. Меѓутоа исто така и психологот во некои случаи има должност и во поголем број случаи да ги препрати своите клиенти на невролошки можеби преглед, затоа што ние не знаеме таа вртоглавица од што точно е предизвикана. Откако ќе се исклучат, повторно ќе кажам, сите органски заболувања, тогаш сме сигурни дека психосоматиката зазела голема во голема мера ја диктира болест или развојот на болест. И ако дури, се извинувам што ве прекинувам, 1/3 од луѓето кои одат на доктор секој ден имаат симптоми кои не можат да бидат медицински објаснети, може ли да се спречи психосоматската реакција или да се делува, да се работи на неа, да се ублажат симптомите? Ова е многу значајно прашање, затоа што веројатно ќе биде и одговор за сите оние кои веќе некако се соочуваат со психосоматски реакции. Него сакав само да докажам дека психосоматиката може да оди од наједноставни секојдневни потешкоти и телесни кои што ги чувствуваме, како што ги споменав, главоболките, па и вртоглавиците некогаш. Меѓутоа може да направи промени во крвниот притисок, може да предизвика кардиолошки потешкоти и сен или ако градацијата ја продолжиме, веројатно ќе стигнеме и до канцерите за кои што немаме одговор како нели настануваат и се претпоставува дека силни травматски искуства, дека изложеност на долготраен стрес се причинители да на тој начин делуваат органски, да некој дел од телото заболи. Како да ги третираме? Оно што првично е важно да го знаеме е дека треба веројатно да направиме некоја промена во нашите дневни ритуали или во начинот на кој што живееме, а тоа е да малку повеќе се посветиме на себе и да си го дадеме на нашето тело и на нашиот ум тоа што секојдневно му е потребно. Да речеме една кратка вежба која што ја препорачувам и клиентите да ја прават, а и навистина помага и јас ја практикувам и помага да освестиме некои делови од себе, а тоа е наутро да се запрашаме како се чувствувам јас денес, кои се моите потреби во овој момент, кои се моите потреби во текот на денешниот ден, кои се моите телесни потреби, кои се моите ментални потреби. Што е тоа што ќе ме направи задоволна од себе во текот на овој ден, кога навечер ќе се легнам. И да однапред имаме еден контакт со себе кој ќе ни помогне и некако ќе ни даде насока да не одиме преку сила да правиме, односно со сила да правиме некои работи. Психосоматиката, во зависност од јачината на симптомите кои што ги дава, и во зависност од заболувањето, таа треба да се третира и на специјалист, или ако заземе некои поголеми размери, како например крвниот притисок ќе треба да се средува со интернист или со кардиолог да се тахикардиите да се смируваат или аритмиите. Меѓутоа секако дека треба да се вклучи и психијатар кој што ќе даде соодветна терапија за да психичките симптоми почнат да се смируваат и луѓето да се поспокојни во тој поглед. Меѓутоа, терапијата, медикаментозната терапија која ќе ја припише психијатарот ќе делува на симптомите во тој момент. Таа ќе како гасење на пожар, нели, ќе го смири пациентот, но потоа е многу важно да видиме зашто настанале тие симптоми или да се вратиме чекор наназад за да можеме да редефинираме некои одредени работи во нашето, повторно ќе кажам, секојдневно живење, за да можеме да превенираме повторно случување или повторна појава на психосоматика. Односно да го редуцираме стресот и да ги редуцираме сите оние незадоволства кои што ги пофаќаме во текот на денот. И јас тоа го кажувам, го комуницирам со клиентите низ една метафора, а тоа е дека треба да ги пуштиме работите да течат. Знаете, како што тече река,
реката е чиста, бидејќи тече, водата е истечна и постојано се менува. Ако ги застанеме работите во нас, ако ги задржуваме во себе, тогаш тоа ќе стане мочуриште кое што ќе почне да тежи и да мириса. Затоа е важно да ги прочистуваме работите од себе. На кој начин? Секој ќе открие индивидуално. На почетокот на разговорот ги споминавте децата во еден сегмент. Колку е важно да се работи од мали ноза на оваа тема, имајќи предвид дека ако тука продолжи да се таложи, што ќе се случи години подоцна? Има ли некаква врска со хипохондријата, психосоматската реакција? Важно е на децата што им кажуваме, што ги подучуваме, но исто така е важно како ние самите живееме, бидејќи децата во голема мера ќе го преземат, односно ќе го пресликаат нашиот модел кој што го гледаат пред себе како функционален. Некогаш дури и кога е дисфункционален, односно кога предизвикува некаква психосоматика, децата можеби знаат како не треба, ама не знаат како треба. И затоа е потребно нели да се едуцираат. Па јас би рекла дури и во рамки на училиштата дека веќе е сериозно потребно да се размислува за воведување на техники за зачувување на ментално здравје или одржување на ментална хигиена, бидејќи се почесто и почесто веќе во адолесцентската возраст луѓето се среќаваат, адолесцентите, па потоа младите луѓе, па и луѓето во зрелата доба се среќаваат со психички болести или психосоматика за која што сите се чудат нели од каде потекнува. Да, токму затоа решивме денеска да зборуваме за тоа, доколку не значи дека доколку не можеме да ја објасниме, болеста не постои. Така е, болеста постои, симптомот постои пред се. Ја спомнавте хипохондријата, имено кога еден човек чувствува нешто дека не е во ред со него, и тоа може и да го опипа, и да го покаже, и да објасни каков тип на болка е сето тоа, а лекарите велат нема ништо добрси, нема ништо добрси. Веќе одејќи од лекар на лекар, прво се губи довербата во здравствениот систем, затоа што нели мене никој не ми верува, мисла дека измислувам и дека лажам. Јас на вистина не можам да заспием од болка, а сепак не ми е ништо. Но покрај тоа што се губи довербата, се почнува да се ствари еден механизам на постојано проверување на сопственото здравје, опседнатост со сопственото здравје и верување дека постои сериозно заболување кое што никој не може да го открие, и тоа веќе навлегува во хипохондрија која што е нарушување нели повторно кое што треба да се третира со психијатар. Зборувам на психосоматската болест кога дополнително ќе се нададе уште некое психичко или пак може да е обратно, да речеме за некое психичко растројство или психопатологија кога се третира и се лекува, меѓутоа тоа долго време трае, може да предизвика повторно органско заболување. Токму затоа решивме да зборуваме на оваа тема ова утро. Деспина, обширна е и секако ќе имаме повторна средба на истата тема, но надвор од темата уште едно прашање кое што е тесно поврзано со вашата професија. Се чини како никогаш досега последниве неколку години сме погодени од најразлични кризи, кои и тоа како влијаат и на нашите насмевки, и на нашето расположение, и на волјата да се разбудиме и да го почнеме денот. Многумина ќе кажат, последниве години не сум видел насмеан човек на улица. Многумина ќе кажат, кого и да го сретнам со главата наведната оди на улица. Немаме никако, генерално расположението е лошо, но постојат ли техники за самопомош? Тука ми ги другото еве, лично ме интересира, генерално е таква атмосферата и тоа го чувствуваат луѓето. Голем удар преживеат на минатите години. Удар со кој што се почувствувавме загрозени и по сопственото здравје, и по сопствениот живот, и здравјето и животот на нашите најблиски. Меѓу другото, голем број на луѓе загубија свои блиски, и тоа таквите травматски искуства нели не беа во можност, не беа во можност ниту да соодветно ги испратат своите блиски, ниту да се поздрават. Стравот не демнеше постојано. Адолесцентите ја прекинаа својата социјализација, луѓето престанаа да одат на работа. Значи тоа се трауми кои што умот ги памти, нашата душа ги памти и телото ги помни, и не можеме да кажеме дека помина. Сето тоа помина. Имено бројот на клиенти е многу зголемен. Зачестени се потребите на луѓето од посета на психолог, на психотерапевт, токму поради овие
и меѓу другото и психосоматики кои што ги спомнуваме. Меѓутоа, техниките за самопомош се нешто што секој индивидуално е потребно да го истражува, а тоа е токму онаа вежба која што претходно ја спомнав, односно освестување која што го спомнав, а тоа е да видам која сум јас, што ми е на мене потребно и што мене ќе ми даде некакво задоволство од себе и од животот. Меѓутоа, да не заборавиме дека физичката активност е многу важно да континуирано постои во нашиот живот, затоа што покрај тоа што ни помага да се раздвижиме, да се расположиме, таа делува на сите оние хормони кои што го подигнуваат нашето расположение или популарно кажани хормони на среќата. Потоа дава една дисциплина во животот, една разонода, јас велам заморно тело, одморен ум, така што физичката активност би ја ставила на прво место. Ако се тоа луѓе кои немаат можност да одат, да пешачат, да трчаат или да посетуваат теретани популарни или како и да е, нека за тоа ритуали на дневно ниво кои што ќе ги прават. Па не мора да одат со автомобил на работа, нека одат пешки или не мора со лифтот да се качуваат, нека се обидат спрат по спрат да искачат по скали. Меѓутоа, еве да речеме и во рамки на домот. Чистењето може да биде активност која што навистина ќе делува како самопомош во поглед на одржување на менталното здравје и ред други активности да не ги набројувам јас. Контактот со природата е исто така заборавен, тоа сакам да го напоменам, затоа што се почесто гледам урбани луѓе, да, ние урбано живееме, меѓутоа контактот со растенија, контактот со планина, контактот со други луѓе исто така, со животни, со земјата, со водата се многу значајни за проток некои на позитивни работи. Велите бројот на клиенти последниве години е драстично зголемен, што не е пријатна вест, но ако извлечеме нешто добро во целата ситуација, што се поголем број на граѓани се одлучуваат да зборуваат гласно за тоа што ги мачи, тоа е првиот чекор во решавањето на проблемите. Зборуваме да зборуваат гласно со оние кои што можат правилно да ги посоветуваат како психолозите. На шала знам да кажам дека моите клиенти се најпаметните луѓе, затоа што одлучиле да се одветно работат на сопственото ментално здравје, а не да досадуваат на други жалеки се со своите симптоми. Меѓутоа се разбира кој како ќе одлучи и кој како е во можност тоа да го практикува негова одлука. Тоа што мене ми се допаѓа е што со почнување од почнување на процес работа на себе или работа на сопственото ментално здравје, многу често луѓето брзо стигнуваат до некој клуч кој што можеби им е потребен за да редефинираат некои начини, рутини во животот, а тоа ќе им донесе голем напредок или голем успех. Или можеби, бидејќи јас работам системска и семејна психотерапија, многу често и повеќе членови од семејството нели се присутни на средбите, на сесиите, кога релацијски некоја потешкотија релацијски ќе се разреши, тогаш почнуваме да живееме во една поинаква благосостојба или хармонија во рамки на семејството. Во таков случај, повторно ќе кажам, психосоматиката е важна да се разбери на семејно ниво, затоа што во многу голем процент од, сега можам да зборувам нели за своите клиенти, бидејќи истражувањето тука сум го правила, кога ќе се подобрат некои односи во рамки на семејството, тогаш психосоматиката ја губи својата сила, што значи дека односот со другите луѓе, функционирање на семеен план се исто така клучни можеби елементи. Што ќе правевме ние да не ни бевте вие тука? Благодарам да спина. Веројатно да не бевме ние тука, немаше да бидеме тука ако немаше потреба од психолози, а можеби тоа ќе беше еден поубав свет за живење, каде што луѓето ќе живееа спокојно, немаше да бидат убрзани и да живеат оваа динамика за да имаат потреба да некој друг ги застане и им каже. Но реалноста е дека сте ни потребни и добро е што ви има. Благодарам многу, Деспина, за гостувањето во Македонија на утре.